Човекот одсекогаш бил фасциниран од чудото наречено живот, не само поради тоа што и самиот по себе представува чудо на Божјата креација и промисла. Интердисциплинарна научна област, која што се занимава со развивање на методи и софтверски алатки за обработка на биолошките податоци. Биоинформатиката ги обединува биологијата, информатиката, информатичкиот инженеринг, математиката и статистиката за анализи и толкување на биолошките податоци со компјутерско програмирање како дел од методологијата каде што истите се користат. Проучување на софтверските системи на биолошките организми подразбира декодирање, зачувување, модулирање и пренесување на активни софтверски бази. Ваквите биолошки активни клеточни софтверски програми се повеќе наоѓаат примена и во лекувањето и излекувањето на голем број патолошки состојби кај живите организми. Посветеност, љубов и мисија. Биоинформатиката е дел од личниот и професионалниот живот на Татјана Илиевска и Кристијан Давидовски. Примената биоинформатика во основа е размена на информации помеѓу клетките на одреден специфичен јазик. Со тоа што, кога ние имаме можност да слушнеме што зборуваат клетките и при тоа да видиме каде они грешат во комуникацијата, нели, тоа би било аналогно на одредена состојба или патолошка состојба, нели, болест така наречена, ние можеме да се обратиме на истиот јазик и да им дадеме инструкции каде они грешат и како они да ја подобрат состојбата. Или да ја вратат, нели, таа нормална комуникација, односно да го вратат нормалниот начин на функција, нели, на тој орган. Ние сме некаде трета кон четврта генерација, нели, на луѓе кои што сето ова го работат. Затоа што некаде основата и почетоците се некаде во 70-тите години. 70-тите години се земаат не за почеток од нула, него се земаат веќе за време или временски период каде што веќе се конкретни програмски јазици изучени, каде што веќе има конкретни резултати, нели, од аспект гледано на примената биоинформатика, односно тоа денеска што се нарекува регенеративна медицина, а која што примената биоинформатика стои во позадина. Така да е многу полесно, нели, кога ќе почнете од некаква основа, но сепак е, нели, доста тешко затоа што една мала научна заедница се бави со оваа тема. Сега, благодарение, нели, на состојбите што се случува во овие изминати неколку години, нели, некако се смени свеста кај луѓето. Веќе луѓето се отвори ако некој нешто што им звучи на научна, нели, фантастика или на нешто невозможно, да го прифатат како нешто реално. Така да сега можам да кажам дека забрзо, нели, се отвара оваа тема, дека повеќе луѓе, нели, од научната заедница или од медицинскиот свет веќе почнуваат да слушаат и не само да слушаат, него да помагаат да сето ова се развива побрзо. Драстично се променија работите за време на ковид и пост-ковид. За време на ковидот најчесто имавме пациенти кои што не можеа да побараат лекарска помош, затоа што, нели, многу институции не функционираа. Дел од нив се плашеа да одат на оние соодветни контроли хронично кои што, нели, требале да ги прават, па некако се чувствуваа побезбедни да дојдат во ординација каде што има соодветен распоред, сите мерки ние ги имавме превземено во однос на, нели, безбедност, да немаат контакт со други пациенти. Многу пациенти добија психолошки проблеми, всушност можеби и највеќе како последица од ковидот се психолошките проблеми кај пациентите. Од депресија, анксиозност, панични напади. Пост-ковид пак е нешто сосема друго. За време на ковидот самиот вирус, нели, ние од самиот почеток утврдивме дека прави проблем со кардиоваскуларен систем. И најголемите последици ги направи на кардиоваскуларниот систем. Многу луѓе добија диабет после ковид. Мускулна, односно срцева слабост. Како да ви кажам, драстично се промени. Почна сосема здрави луѓе да реагираат многу панично за нивното здравје. Кај делот луѓето почна се смени начинот на живот, почна да сваќаат колку е важно здравјето за да
понатаму во животот, нели, можат да функционираат, затоа што ако човек не е здрав, нели, не може да прави ништо реално. Јас сум роден од 80-тите некаде. Значи, од 80-тите до денеска има квантен скок во науката. Пак ја спомнам информатиката. Јас сум роден во време каде што не постоеше никако идеја компјутер, а денеска е незамисливо да се живее или да се постои или без присуство на компјутер или нели на таков вид на технологија и техника. Така да истото и во медицината. Јас како дете нели сум имал контакт со одредени доктори, нели одредена литература, сум се интересирал и така натака, но тоа што тогаш се зборувало и тоа денеска што се случува, е апсолутно исто така неспоредливо. Така да нашиот учител или најголем учител во основа е клетката. Тоа е тоа што од каде што учиме, праксата. Нели, праксата на нашите професори и учители, нели, нивните испитувања. Еве да речеме, ќе го спомнеме еден професор Зенови Димитровиќ Скрипњо кој што му требале 10 години да свати лабораториски само за една елементарна функција на клетката. Која што денеска нели ние како информација ја споделуваме или ја прифаќаме баш најнормално, мислам, да, така е и готово. Но тој човек потрошил 10 години, нели, гледајќи во микроскоп, електронски микроскоп и правејќи нели експерименти за да свати една одредена функција. Така да ќе кажам, како што него му биле нели учител клетките, така и на нас. Верувам и на доста други научници во светот. Можете да погледнете и различни предавања, нели, кои што се видео предавања или во литературата, зборуваат нешто слично што го зборуваме и ние. Затоа што ние, да, разменуваме знаење меѓу себе во науката, нели, со оваа група на луѓе. Но најмногу што учиме од пракса, односно од клетките. Свесноста е се поголема. Мислам дека и самава пандемија не натера малку да размислуваме кое е значењето и вредноста на здравието. Многу луѓе почна и се осврнаа кон духовното, кон некои постари техники, значи јога, медитација, се повеќе шетаат во планина. Значи сепак мислам дека на некој начин приморани, меѓутоа многу повеќе луѓето работат на себе. И свесноста е поголема. Гледаме дека веќе има еден тренд помеѓу луѓето да веќе и не сакаат толку многу таблетарна терапија, сакаат на природен начин да си го зачуваат здравието. Се повеќе имаме пациенти кои што се здрави, што е многу важно, а доаѓаат буквално наместо да пијат витамини, нели, што витамините знаеме дека делуваат, меѓутоа сигурно со одредени можности, во одредени граници. Доаѓаат за да си ја видат состојбата и ова им е еден начин на одржување на здравието, им правиме терапија за регенерација, за подмладување, за враќање во нормала и сметам дека и понатаму тоа ќе биде трендот. Дека не треба да се решаваат проблемите кога веќе ќе станат здравствени проблеми. Туку дека треба навремено да си го чуваме здравието, да го регенерираме органот, односно организмот, за да можеме и понатаму да бидеме здрави, како нели ментално, така и физички. Треба да се раскршат некои митови ставови, дека ако не е олопатска медицина или така наречена ортодоксна медицина, дека тоа е против нејзе. Не, апсолутно. Видете, не станува зборов дека за ривалство, не станува збор за противници. Овде станува збор да се стави се на маса што е во функција да даде резултат, затоа што тоа му е најважно на секој човек. Не е важно дали ние како научници имаме некакво несогласување за одредена тема или имаме различен став за одредено нешто. Тоа е неважно. Тоа е нели наша работа или тоа е нешто што во позадина треба да се случува, али финалниот резултат треба да биде резултат. Односно, финален резултат треба да биде тоа што пациентот, пак ќе го кажем, или човекот нели ќе го добие како бенефит. Така да скратам. Не, апсолутно не. Не станува збор. Ние имаме, можам да кажем дека затоа што сме ние многу мала група нели на научна заедница зборам, имаме 70-80% доктори кои што се наши соработници, кои што нас ни помагаат, нели, или не едуцираат на одредена тема, како нели ние да постигнеме одреден резултат. Така да не станува воопшто збор за некаков конфликт или суди. Апсолутно не. Баш напротив ќе кажам дека и одлично што такви луѓе нели постојат, нели, кои што
се во наводници таа страна кој што го гледат организмот од хемиска супстанца, кој што нас ни помагаат, нели, ни ги дополнуваат одредени празнини или незнаења што ние ги имаме, нели, за да може да добиеме што е можно подобар резултат. Многу често имаме пациенти кои што биле на сите можни прегледи за да откријат што не е во ред со нив, особено после COVID, овие симптоми кај нив биле истакнати, и нели, без диагноза, немаат ни соодветна терапија, не знаат како да си помогнат, не можат да функционираат, напуштаат работни места, функционираат по 2-3 часа во денот. Кај нас таа состојба ја гледаме како намалување на функцијата на целиот систем, на целиот организам. Тоа не е дисфункција на еден систем, па затоа и тие не можат да го детектираат како здравствен проблем, туку буквално се гледа една состојба на истоштеност, на исцрпеност. Кога ќе видиме таков пациент, кај него пристапуваме со регенерација на сите органи, враќање во нормала на имун систем, на нервен систем, отстранување, односно коригирање на сите воспалителни процеси кои што дополнително го оптеретуваат организмот и тој пациент апсолутно се враќа во нормала. Многу често и ги прават, односно ги класифицираат во една група на луѓе хипохондрици кои што наводно нели се плашат од заболување и затоа одат на прегледи. Меѓутоа, искрено, може да кажам дека 90% од случаевите, дека кај тие 90% воопшто не е така. Дека секој човек си чувствува дека има некаков проблем и во најголем број на случаи тој проблем се потврдува кај нас на диагностиката. Се гледа дека вистина има проблем физички. Самиот преглед диагностиката може да трае 1 час, час и половина до 2 часа, зависи од тежината нели на здравствената состојба. Што се прави? Со диагностиката се мери мембрански потенцијал. Што тоа значи? Истиот параметар кој што го мери ЕКГ апаратот и ЕЕГ апаратот, кога мериме функција на срце и на нервен систем. Меѓутоа, во случајов ние го мериме тој мембрански потенцијал на секој орган пододделно. Буквално како да правиме ЕКГ мерење на целиот организам. И многу прецизно од добиените вредности можеме да видиме дали таа функција на тој орган е во нормални вредности, ако е понизок потенцијалот, тоа ни кажува дека имаме намалена функција на тој орган, или ако се повисоки вредностите, дека имаме некакво оптеретување или воспалителен процес. Во суштина, значи, ја гледаме функцијата на сите органи, гледаме каде веќе кои органи се доста послаби, каде веќе се манифестира како некаков проблем. Обавезно ја гледаме и поврзаноста на сите органи и системи помеѓу себе, како ова пред малку што ви го кажав, дека апсолутно од стресот може да биде намален имуниот систем, и од тоа гледаме кои системи ни се приоритетни за третирање и враќање во нормала. Во секој случај правиме регенерација на сите органи. Затоа што ако го регенерираме целиот организам и ги вратиме органите како што биле пред 10 години, нормално дека ќе функционираат многу подобро. Кога ќе се направи увид во севкупната здравствена состојба на одредена единка, од која ќе се видат нели функцијата на сите органи, начинот на комуникација меѓу клетките, тоа што претходно го спомнавме со лингвистичкиот пример, тогаш ние седнуваме буквално, правиме една студија, една анализа, гледаме што се случува во тој организам и гледаме се каде треба да се дадат инструкции, известувања на кои клетки, на кои системи, на кои органи, на кои јазици, нели како што го дававме примерот претходно. Сето тоа ние го пакуваме во еден носач, односно може да го замислиме како USB флеш меморија, така, нели, за да пренесеме филм од еден на друг компјутер, ние користиме едно малечко стикче што го нарекуваме флеш меморија. Таа флеш меморија ако ја држиме во рака, ние не можеме ниту музиката да ја слушнеме, ниту филмот да го видиме. Нас ни треба нели компјутер, соодветствено нели на овој биолошки компјутер кој што тоа ќе го разбере или ќе го преведе и така натака, сега да не должиме. Така да, персонализирана терапија, значи се прави анализа на целиот организам, се гледа што се случува, се подготвуваат тие програмски известувања на тие точни специфични програмски јазици што треба да се дадат на тој случај, се пакуваат во одреден носач, нели во случајот се вика, тој го нарекуваме ние микропроцесор што се носи прилепен на кожа, и сите тие инструкции нели за пакување, потоа кога ќе дојдат во контакт со кожата, односно со клетките со организмот, затоа што во тие мали микропроцесори има одредени фреквенции, сигнали, импулси кои што се исто нели ставени, програмирани да ги наречеме, клетките слушаат
нели што им се кажува и на основа тоа постапуваат така како што ние не можам да кажем им наредуваме, него им сугерираме. Затоа што тука веќе има и начини нели на пренос на информација, ама тоа може понатака да го разгледаме. Двајца луѓе немаат една иста состојба, секој може да биде, значи, различен тригер може да предизвика различна состојба, кај некој уморот да се должи од премногу работа, кај некој да се должи од неспиење, кај некој да се должи од константна вознемиреност, константни стресови. На самава диагностика ги мериме и нивото го мериме на стрес хормоните, што на нас не е многу важно. Мериме и гледаме дали е сонот квалитетен и дали е добар, што е исто многу пресудно за тоа функционирање во текот на денот. Во суштина, многу е важно што е терапијата персонализирана. Без тоа, секако успехот би бил реално многу послаб. Затоа што е се поврзано. Ние сме еден систем, нели? Персонализирана терапија представува терапија специфична само за еден одреден организам, која што и таа слика понатака е променлива. Нели, кога ќе дојдат после 40-50 дена, ние земаме 40 или 50 дена ради тие циклуси, нели, животни на клетките од 21 ден. Сега, после 50 на дена се гледа повторно што се случува во организмот и повторно се изготвува персонализирана терапија за истиот тој организам, но овој пат многу поразлична за разлика од првата. Затоа кога велиме за персонализирана медицина или персонализирана терапија, треба да знаеме дека станува збор за многу специфичен вид на терапија. Разберете, тоа не е статистичка терапија, да речеме таа хемиска супстанца делува на тие системи и тоа ќе го користиме или од тука натака како лек, да речеме, за тоа и тоа. Не. Мора секој организам да се гледа поспецифично, односно не поспецифично, него апсолутно уникатно. Секој орган е различен. Дури нема ни исто заболување. Може би симптомите да се слични кај 10 луѓе или кај 100 луѓе, но тригерот, нели, причината, а и начинот на лекување или на решавање тој проблем, доколку знаеме, е многу поразличен. Самиот стрес, например, делува имуносупресивно. Стресот до толку делува имуносупресивно и го исклучува имунолошкиот систем, до таа мера, за да ви споредам, нели, за да им станете и на гледачите појасно, до таа мера го исклучува како кога подготвуваат пациент за трансплантација на орган. За да се подготви еден пациент, например, за трансплантација на орган, еве да речеме на црн дроб или на бубрек, тие му даваат имуносупресиви. Тие имуносупресиви ги даваат со цел имунолошкиот систем да не направи имунолошки одговор, да го отфрли донираниот орган, туку да биде исклучен на минимум, нема да се случи здравствен проблем, меѓутоа да биде исклучен на минимум, за да може постепено тој да не го отфрли органот и да почне тој да функционира во неговото тело. Сега замислете ние при секој стрес какво исклучување на имунолошкиот систем правиме. Кај нас тој стрес не се случува еднаш, се случува малтене скоро секој ден. И ние секој ден во текот на годината само го исклучуваме имунолошкиот систем. И нормално дека со толку неактивен, неправилно активен имун систем, ние ќе предизвикаме на крај некој здравствен проблем. На тој начин, всушност, стресот ги предизвикува одредени здравствени проблеми, нели, кога ќе кажат, народно кажано, дека сето тоа е од стрес. Тоа не е само така кажано, туку буквално тоа е психонеуроимунохемија. Тоа е посебен еден процес што се случува во организмот. Видете, чуда се случуваат, но не стално. Чудата зависат и од тоа колку ние знаеме на таа тема, затоа што ние не знаеме се на секоја тема, а и зависат од самиот човек. Многу од луѓето доаѓаат да си потврдат дека не може да се излекуваат, затоа што здравјето или нездравјето не е несреќна околност. Тоа е нешто што ние самите го креираме. Го креираме на начин кој што за нас е условно непознат, но е во пракса многу познат, многу јасен. Еве ќе земеме еден пример. Некој човек се нервира, да речеме, 3 месеци. Он добива некакви тегоби во желудникот. Се нервира 3 години, така тоа е ментална состојба. Он добива, да речеме, гастрит или чир на желудникот. Се нервира 8-10 години. Тоа веќе преоѓа во некој онколошко заболување. Така да, примеров го давам, за да поврзам психоемоционална состојба со органска функција. Не може да се раздели, тоа е едно исто. Така да, во случајот зависи и од пациентот колку он е отворен или и соработува за тоа да се коригира, или колку он има аверзија или одбојност од тоа, нели, што го има како заболување да се коригира. %50 од
самата терапија е и коректниот пристап и таа релација пациент со биоинформатичар, затоа што верувајте во денешно време и со самава ситуација и со ковидот, пациентите нема ниту доволно време, ниту доволно објаснување од специјалистите, нема нормален контакт пациент-доктор. Тој доаѓа веќе со направена диагностика, со неразјаснени работи, нема јасно зошто прима некоја терапија. Сепак е многу важно, затоа што ако тргнеме лично од себе, секој од нас сака да знае што му е, сака да знае зошто пие некоја терапија. Тоа веќе полека со овој начин на живот што го имаме, гледаме дека некако го снемува, ме сваќате. И сепак мислам дека е пресудно да знае дека има некој кој што се грижи за неговото здравје, некој на кој што може да му верува, ако му се појави проблем, може да се јави било кое време, може да дојде, веднаш ќе биде реагирано, веднаш ќе му биде помогнато. Сепак е тоа многу значајно. Случаи има каде што за неколку сати се губат, да речеме, одредени, например, состојби на кожа, а има и случаи каде што треба и години, нели, за тоа полека да се коригира. Така да, многу индивидуално, пак е субјективно. Кај некои пациенти, верувајте, веќе после еден ден, два веќе има разлика воопшто во начинот на функционирање. Некои проблеми се решаваат малтене и за неколку часа. Не е тоа, нели, спорно. Има заболувања кои што се посериозни, како автоимуни заболувања, проблеми, дегенеративни некои процеси, за кои што ќе треба минимум 2 или 3 недели или 1 месец за да се види ефект. Меѓутоа, ние тоа однапред го знаеме и веќе им го кажуваме на пациентите, кога може да очекуваат некакви првични резултати од самата терапија. Луѓето природно имаат отпор кон све што е ново. Отпорот е генерацијски, отпорот е професионален, нели? Отпор имаат генерално кон се. Поготово настанува отпор кога е нешто радикално различно од тоа што дотогаш било пракса. Еве го примерот, да речеме, до пред 30 на години беше со информатиката, со компјутерите, со интернетот. Денеска е апсолутно незамисливо ние да може да функционираме без компјутери, без интернет. А до пред 30 на години тоа беше нешто што беше на нивото на детска игра или на нешто што не беше сериозно. Така да и денеска во медицината, која што можам да кажам веќе не касни 30 на години со технолошкиот развој во информатиката, него веќе почна да се изедначува, би го земал, нели, примерот со регенеративна медицина, односно применета биоинформатика. Конечно, после толку време почна, нели, многу еминентни, да ги наречеме, професори, доктори, нели, од научниот свет да сваќаат дека тоа до тога што они го тврделе или сметале дека е невозможно или дека е единствено, дека не може другачие, сега сваќаат дека устори има и тотално друга перспектива и друг начин или на погледот на нештата на организмот. Ќе дадам еден пример. Значи, нашиот став или заложба е да телото 80% се регенерира, 10% се користи хирургија и 10% се користи хемиска субстанца. Тоа е нешто што е замисла за во наредните 5, 10, 15, 20 години, зависно како ќе се развиваат работите, да стане нормална состојба. За ова да се постигне, мора луѓето да издигнат свеста. Односно, луѓето се тие кои што треба да го отворат, нели, својот ум, со тоа да го прифатат сето ова што, нели, се зборува и да помогнат во сето ова да се реализира. Споредбено со пред неколку години, нели, минатиот пат кога гостувавме кај вас, самиот поим регенерација воопшто во светот беше, нели, актуелен, работеа одредени центри на тоа, меѓутоа во денешно време веќе тоа се прави масовно. Веќе гледаме дека главен фокус на сите научни институти медицински во светот е регенерација на органи. Гледаме дека веќе прават 3D органи кои што ги вградуваат, нели, кај пациенти кај кои што има проблем со тој орган. Регенерацијата и враќање на самиот организам во нормала е нешто што значи здравје. Значи, самата биоинформатика како гранка која што успеа да најде начин да комуницира со клетките и органите во нашето тело, верувајте, ќе биде нешто како да кажам, водечка научна област на која што сите ќе се потпреме за во иднина да биде
буквално нормален начин на третирање на одредени патологии и на лекување. И затоа и сметаме дека ова дефинитивно е медицина на иднината. Доколку човекот се грижи за своето здравје, а под грижење за своето здравје се подразбира не само, нели, што спомната тие на користење на витамини, здрава храна, одење во природа, туку и одржување на своето здравје. А одржување на своето здравје може да најдат во примената биоинформатика, односно регенеративна медицина, затоа што регенеративната медицина не е медицина само за болни луѓе. Односно регенеративната медицина треба да биде еден вид на стил на живот. Што сакам да кажам? Доколку вие водите грижа за вашето здравје, вие тогаш сте, како да кажеме, компетабилни, нели, за да доаѓате да си го следите вашето здравје, го одржувате или го напредувате, или доколку, нели, веќе сте го изгубиле, зборам, нели, за оној класичен досега термин пациент, нели, да го вратите назад. Зборам во рамките на тоа што денеска се можности. Ние, за разлика од 7-8 години назад, имаме уште повеќе можности, но тоа не значи дека имаме комплетно решение за све. Сега да не биде ова еден вид, нели, на универзално решение лек за сите заболувања. Да, во споредба со хемиската супстанца, пак ќе кажам, имаме феноменални резултати, но во споредба со тоа што би можеле да имаме за десетина години од денеска е уште поавангардно, уште поинтересно. Еве да започнеме од психолошките проблеми. Кај сите од нив имаме постигнато одлични резултати, значи кај анксиозност, панични напади, немир, вознемиреност, несоница, депресија, се тоа состојби кои што со регенерација на нервниот систем и со враќање на тој систем во нормала, апсолутно се враќаат во нормала. Малтене немаат веќе понатаму пациентите потреба и од дополнителна терапија, секако се што правиме во консултација и со специјалист кој што ги следи. Друго што имаме направено, па баш за кардиоваскуларниот систем имаме исто одлични резултати. Регенерација на самиот срцев мускул, на крвни садови во цело тело, диабетот се регулира кога е во почетна фаза, поточно баш за овие случаи. Најголеми резултати во овој дел на светот ги имаме ние овде. Сега ова нека не звучи како некакво фалење. Мислам, треба да се свати позитивно и треба да се продолжи тој тренд. И треба да се приклучат уште луѓе, нели, кои што ќе го продолжат ова или ќе го надградат. Следна од државите или регионите каде што најмногу се работи на оваа тема е Јапонија, може да се издвои исто дефинитивно, кој што има феноменални резултати. Америка има исто во одредени полиња на одлични резултати. Тука е Русија, Украина ќе ја спомнеме, затоа што нивната научна заедница е буквално едно исто, односно е доста споена. Едни од најдобрите програмери, електроничари или професионалци од оваа тема се во Киев, во Украина. Ние сме во основа и украинска школа, затоа што во периодот на поранешниот СССР, како научна дисциплина кога се има истражувано и работено, овој проект има паднато, нели, директно или 70-80% да го речеме, во оделенијата што се наоѓаат во Киев. Така да потеклото, нели, зборам на источната страна е од таму. Кога збориме за нашата мисија, во почетокот беше чисто интерес за науката. Ни беше многу интересна, многу несватлива, многу нова, многу буквално нешто што е на самата ивица дали е реално или не. Така почна во основа. Но како што почнавме да навлегуваме во сета таа проблематика и како што стигнавме до фаза да може да третираме одредени заболувања или состојби, така можам да кажам природно, нели, се поврза со ова веќе да стигне до некаква клиника или клинички центар. Позитивниот став го гледам во тоа што имаме отворена врата да го работиме ова, нормално под нивен мониторинг, односно, нели, ние сме ностово во контакт со Министерството за здравство, нели, они следат што се случува, што се напредоците, што се резултатите, и тука би кажал дека е позитивен ставот. Нашата финална замисла или мисија или идеја е да се направи синергија, односно спој помеѓу алопатска медицина и регенеративна медицина. И сето тоа да се стави во една институција, каде што во таа институција кога ќе дојде еден човек да има буквално решение за тоа што дошол. Тоа е нешто што е нашата замисла. Нели, преска беше, пред малку што зборувавме, беше прашањето дали имаме ние конфликт со алопатската медицина. Не, апсолутно. Ние работиме баш на тоа да ние направиме синергистички еден заеднички пристап. Да се земе најдоброто од алопатската медицина, се земе најдоброто од применетата биоинформатика, односно од регенеративната медицина, и сето тоа да се стави во една зграда, да го кажем, или во една институција, во еден поликлинички центар. Тоа е финалната замисла.
Од тука натака веќе може да почне да се едуцираат и други луѓе, кадри, нели, медицински или немедицински, за да може сето тоа како приказна да се шири во светот. Ние не сме единствените што работиме на ова. Да, сме едни од малкуте што работат на оваа тема, но не сме единствени, што е добро. Така да имаме простори за соработка и со други центри, и со други нации, нели, и со други научни, како да ги кажеме, тимови. Треба свеста, пак ја кажам, да се издигне. Треба да се приличат многу луѓе од, ја спомнавме претходно, државата. Зошто да не биде Македонија една од државите, нели, која што ќе направи таков центар овде? Не е нешто што е невозможно. Ме разбирате, не е нешто што треба да се прави од нула. Веќе постои, само треба да се состави.